Еден ученик на матура не е со неговото име и презиме, туку е со шифра. Дури на крајот, кога веќе ќе ги објавиме резултатите, тогаш се открива и неговиот идентитет. Затоа и најстрого ни е забрането ученик во тестот да си го напише името и презимето. Откриен идентитет е поништен тест. Се ангажирани над 2500 тестатори кои што треба да бидат тие кои што ќе го контролираат процесот и се одговорни за целокупната објективност на истиот. Не само да им ги поделат тестовите, туку и да внимаваат што се случува на самиот испит во оној дел за кој што тие се определени. На секој 15 ученици имаме еден тестатор. Меѓу другото имаме и наблюдувачи кои од страна го наблюдуваат целиот процес, реагираат, запишуваат во нивните протоколи. На некој начин сме како за избори организирани, тргнувајќи од тоа дека МВР ни е вклучена на самиот ден на испитот и тоа што се случува треба да биде објективно до максимум. Сега како и секаде, ќе се случи некој да си го извади телефонот, па да сака да се послужи со интернет, па да препише нешто, меѓутоа за жал тоа лесно се открива или за среќа, не знам како да кажам. Тоа го знаат најдобро учениците и им се поништуваат тестовите. Откако ќе им се поништи тестот, се гледаме следната сесија.